Почитувани, во Собранието на Република Македонија, водачкото мнозинство на СДСМ и ДУИ, заедно со председателот на Собранието Талат Џафери, спроведуваат пасивна блокада на работењето на Законодавниот дом. Имено, неколку недели наназад, Собранискиот сајт е во хаос и не функционира. На календарот за секојдневни активности, на кои што има седници за комисии и пленарни седници, недостасуваат материјалите кои што треба да бидат прикачени заедно со седниците, што е крајно недозволиво. Исто така, сајтот на Парламент, преку кој пратениците и Собраниската служба имаат увид до пристигнатите закони во Собранието и нивната собраниска процедура, е нефункционален, така што се отежнува работата на пратениците и на службите во Собранието. Дополнително, зачестени се деновите кога или Собранието нема струја, или се исклучува интернет конекцијата, со што се блокирани сите собранински активности. Токму денес, кога ја држам оваа пресконференција, се случува да се гаси интернет конекција, така што имавме потешкоти и да ја најавиме истата до медиумите. Очигледно е дека ниту се работи за некаква случајност, ниту пак за некакви технички проблеми. Ова е пасивна блокада на Законодавниот дом од страна на владеачкото мнозинство. Почитувани граѓани, ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија најавуваме дека нема да дозволиме да се носат закони кои што се на штета на граѓаните. Очигледно, власта свати дека позитивни законски решенија и реформи не се способни да изготват, па најлесно им беше на ваков начин да ја блокираат работата на Собранието. Во услови кога опозицијата активно блокира штетни закони во Собранието, а власта пасивно ги блокира сите закони, ова само покажува дека предвремени парламентарни избори се единственото решение во моментов. Ви благодарам. Ние се обраќаме на дневна основа и оваа пресконференција произлегува од минимум 10 пати обраќања кон службите, кон кметот на председател на државата, секогаш се различни и секогаш се работи за моментални проблеми кои што траат повеќе од 2 недели. Видете, во поглед на дисциплинската постапка кон Талат Џафери, ние транспарентно ја објавивме иницијативата, пријавата со докази, видеодокази, пратеници кои што се спремни да разговараат и да посведочат за тоа што се случи во салата. До ден денеска нема слух од страна на мнозинството. Председателот на комисијата Панчо Минов не сме го виделе во Собранието. Последни неколку денови се уште немаме најави за закажување на истата таа седница. И јас би сакал оваа прилика уште еднаш да искористам да ги охрабрам сте пратеници кои што беа сведоци на тој настан. Само ќе кажам дека повеќе на број беа страна на власта, него ли на опозицијата, да сте заедно во ова собрание воспоставиме едни нови вредности и едни нови начини на управување и меѓусебно почитување. А меѓусебното почитување значи дека секој оној кој што направил нешто спротивно, дали на кодекс, дали на закон, треба соодветно да изреагира, да и погледа на вистината во очи, да се извини и да си поднесе она што го пропишуваат деловникот и кодексот. За жал, деловникот кој што е направен пред многу години во Собранието, такви рокови не предвидува. Ние често пати ги имаме тие проблеми не само со деловникот, туку и со многу закони, па и со Уставот, каде што тој е правен во духот на демократијата, во духот на некои современи вредности вистински, и потоа самиот законодавец не предвидел дека може да се случи да втората по моќност функција во државата председател на Собранието се однесува на начин на кој што се однесува. Едноставно, законот тоа не го предвидува и останува на нас како колеги да
притискаме кај господинот Минов, но се разбира да побараме вашата помош како медиуми, преку јавноста, да конечно некои работи во оваа држава почнат да се решаваат, а не само да се ставаат под тепих. Од она кое што можеме да го видиме од страна на мнозинството, тоа е се уште многу молчаливо. Вие да побарате интерпелација ради интерпелација е едно, и тоа може би ќе трае еден ден, вие ќе пренесувате како медиуми, но нас не ни е целта да некој каже да, не е крив и да се правиме при очи слепи, нас ни е целта да покажеме вистински вредности како треба да функционира собранието на Република Македонија.